Голем број граѓани од непознати причини не можат да добијат државјанство на Македонија, иако некои тука живеат и по 15 години. Добар ден, како сте? Добар ден, добри сме. Браво. Еден таков случај кој што го откривме е Аделина Китановска од Крушевското село Светомитрани. Таа живее тука од 2006-та. Во 2016-та незиниот сопруг починува и сега таа е самохрана мајка на 2 малолетни деца. Повеќе пати поднесувала барање за државјанство и не добивала. Последен пат пред 4 години, но се уште нема одговор. Вели дека од МВР во Крушево само дрско и рекле, ако сака државјанство, нека се премаши. Појди Крушево, не може. Само чека решението, нема друг збор. Ќе правиш брак со друг, неćem јас да прави брак. Неćem, да има две деца, има фамилија. Државата, институциите викаат да склучите нов брак? Да. Сега за неја и децата се грижи братот на незиниот покоен сопруг, заедно со семејството. Китановска нема право на сопствен имот, не може да го наследи имотот на сопругот, не може да добие социјална помош, детски додаток, не може да предаде туту на нејзино име, ниту пак и следува некаква помош од ковид мерките на владата. Поради што нема државјанство, не се следуваат никаква ни социјална помош, ни заштита на децата, заштита. Јас сум оди таргатинка по полето да заработуваат, за да ги прехрани децата. Со самото добивање државјанство ќе се отпочне работата во нормален живот. Ќе се зема и за децата таму школство и ќе се опредава тутуно на незе, дел имотот незин ќе биде мој имот, мој ќе биде. Истиот случај и со Софија Стојковска од Мариовското село Крушевица. Тука е маже на 13 години, но нема државјанство. Јас нема права ништо на Македонија. Јас нема ни право да одем на работи вака како един друзи жена. Луѓето не може ништо, само со некој сток како се живееме току. Незиниот сопруг револтирано се сомнева дека државјанство може да се добие само преку коруптивни методи. Значи сето треба пријатели или мито давај сигурно пари. Како на пример да влезе на работа или како пари да изведе, да стави пари. Јас сутре на пример починувам, а на мене се кравите документи, таа не може да прими кој нема државјанство. А иначе си прими. Како ќе прими? И од невладината станица 5 од Прилепе велат дека има голем број вакви случаи во овој регион. Иако тие побарале одговор од МВР, не добиле. Велат дека овие лица ги немаат основните права во земјава, а секое вадење на потребните документи за престој и за аплицирање за државјанство ги кошта многу. Недозволиво е за една административна постапка за која со закон е предвидено дека органот на државната управа треба да ја реши во рок од 30 дена, да имаме случаи каде што за одговор се чека 4 и повеќе години. Голем дел од овие лица не можат да се стекнат со имот, не можат да наследат имот од член на нивното семејство во нашата држава и не можат да остварат ред други права. Со тоа се нарушува нивниот квалитет на живот за нив лично и за нивните семејства. Од МВР само Кусуни одговорија дека во Европската конвенција за државјанство, чиј потписник е и Македонија, било утврдено дека постапките за стекнување на државјанство се решаваат во разумен рок. Но како што стојат работите Китановска, Стојковски и останатите вакви примери, по се изгледа ќе се изначекаат за тој така наречен разумен рок.